Зградата на поранешен комитет е во сопственост на државата, а владината одлука со која се дава на користење на општина Куманово во целост никогаш не е спроведена повеќе од 20 години, бидејќи е узурпирана од политички партии, правни и физички лица, рече градоначалникот Максим Димитриевски одговарајќи на советничко прашање. Димитриевски смета дека зградата на комитет е идеален простор за општинската администрација, но општината се уште нема технички прием за преземање на објектот, односно формално правно зградата не е во владение на локалната самоуправа. Треба да се ослободи од узурпатори. Сега, како ми поставивте прашање, значи еден апел и до вашите политички субјекти да ги напуштат просториите кои што ги имаат узурпирано во моментов, почнувајќи од првиот до последниот, за да можеме да го ставиме имотот кој што владата го има пропишано на општината на располагање и да го ставиме под свое владение. Во спротивно, општината е потребно да води извршни постапки, присилно да ги исели политичките субјекти и сите овие други правни и физички лица кои што на документ немаат никаква собственост на објектот и да го стави истиот објект под владение. И сега видите, има одлука на има одлука на влада. Објектот никогаш не е ставено под владение на општина. Зошто? Па никој не сакал да доаѓа во конфронтација со политички субјекти. Замислете, вие сте градоначалник од редови на некој политички субјект и треба присилно да го иселите политичкиот субјект, кај што сте, вие члени сте кандидат и градоначалник. Ја да ви кажам, око не ми трепнува, бидејќи веќе не сум член на ниту еден политички субјект, да ја спроведам оваа постапка, ама треба да имам разбирање и од политички субјекти. Ако сите работиме во интерес на граѓаните и на народот, тогаш, ајде сами, зошто општина да создава непредвидени трошоци во делот на извршување? Сами нека си ги напуштат сите објектите, канцелариите, нека ги пренесат во владение на општина, општината им припаѓа повторно на сите граѓани, на сите субјекти и еднаш за секогаш да ставиме крај со манипулациите кои што се случуваат во оваа зграда. Димитриевски посочува дека проблемот може да се реши доколку има поддршка од политичките представници. Јас немам основ да потпишам никаква согласност, ниту било каков договор, затоа што немам таков основ. Како да потпишам некој документ за нешто што треба да биде општински имот, што не е општински имот, затоа што формално никогаш не е превземено од страна на општината. Дури и оваа сала кај што сме денеска, и големата сала која што ја користиме за потреба на општина, ние, ако гледаме формално право, но и ние како општина сме узурпатори. Јас сум за, ако имаме консензус на политички партии, да го решиме еднаш за секогаш проблемот со оваа зграда, сите политички субјекти да се согласат, ако ми дозволите, значи да ви објаснам почитувана советничке, да се согласат сите едногласно и да ги напуштат просториите кои што ги имаат узурпирано. За приватните субјекти лесно ќе се снајдеме, ќе го воведеме имотот на имотен лист да биде собственост на општината, со подпишан технички прием, со превземање официјално на објектот, сето онаа што потоа ќе стане општински имот на легитимен начин, доколку постои интерес за закуп на атрактивни локации, ќе ги пуштиме на јавна лицитација, ќе се јават фирми, во спротивно, ќе се сруши се, ќе се исели се и општина ќе направи проект за реконструкција на овој објект и еднаш за секогаш ќе стави крај и ќе има собствен имот кој што сериозно ќе вреди. Градоначалникот ги повика политичките партии да се иселат од просториите, пошто општината ќе се залага да ја добие во владение зградата на поранешен комитет.